Под мотото Преспа разбуди се за чиста животна средина се чистеше депонијата на патот кај Зерани близу Преспанското езеро во организација на Институтот за комуникацијски студии. Во чистењето учествуваа ученици, екологисти и граѓански активисти, како и вработените од јавното комунално предпријатие Пролетер од Ресен. Надлежните информираат дека околу Преспа досега се мапирани над 30 диви депонии, кои веќе се ставени на списокот за чистење. Заедно со чистењето на депониите на домаќинствата, бесплатно ќе им бидат поделени канти за селектирање на отпадот, а ќе работат и на подигање на свеста кај населението за фрлањето ѓубре. Од институтот вела дека целта им е да иницираат промени. Нашата Преспа со својата исклучителна природна убавина и богатство, како и долгогодишната земјоделска традиција, заслужува многу повеќе од тоа што и се случува последнава деценија. За жал, регионот се соочува со сериозни предизвици во управувањето со отпадот, од неселектиран отпад и диви депонии до загадени почви и води, вклучително и Преспанско езеро. Ова не се само еколошки, туку и здравствени, економски и социјални проблеми. Затоа не е доволно само да се зборува за тоа, потребно е конкретно действување со заеднички сили. Кампањата Преспа разбуди се за чиста средина, што ја започнуваме денеска и содржи и самата повик за будење, преку едукација, вклучување и соработка со граѓаните, земјоделците, бизнис секторот, институциите и наставниците и учениците во Преспа, ќе поттикне одговорно однесување кон отпадот и заедничка грижа за околината. Истражувањата ни покажуваат дека главните причини за загадувањето се ниската еколошка свест, недостигот од опрема и слабиот систем за собирање отпад, но решенијата постојат и почнуваат од нас самите. Директорот на ЈКП Пролетер Марсел Русу вели дека работат на подигање на еколошката свест кај граѓаните, а неодамна со европски пари го засилили и возниот парк. Градоначалникот Јован Тозиевски пак информира дека во иднина ќе се работи на горливите прашања со отпадот. Да почнеме да подигаме свеста за чиста животна средина, затоа што ние во Преспа навистина имаме што да зачуваме. Ова е најубавиот крај во Македонија според нас. Ова е само мал почеток на она што ни следи во иднина, заедно со граѓанските организации, најмладите, општината, Европската Унија. Продолжуваме на веќе 30 нотирани вакви локации, каде што ќе продолжиме со чистење, но покрај тоа влегуваме и во проектот на подигање на јавната свест, на селекција на отпад, компостирање и слично. Голема благодарност до сите инволвирани во овој процес, до сите помагатели. Се надевам дека ќе имаме успешна приказна, дека овие вакви грди слики ќе ги оплемениме со чисти и уредени средини. Би апелирал да замолам граѓаните да прекинат да го фрлаат сметот. Депонијата им е отворена секогаш да може да го одлажат бесплатно отпадот, а не вака по улиците да го гледаме. Сепак им оставаме грда слика на нашите најмили и очекувам дека во иднина ќе се гледаме Преспа не само за нас Преспа, туку за цела Македонија многу почиста и многу поуредена. Значи во рамките на програмата ЕУ за Преспа, јавното комунално предпријатие Пролетер од Ресен се вклучува активно како поддржувач на самиот проект, кој има за цел да подобри животната средина во нашата убава Преспа и преку заекнување на соработката меѓу граѓанскиот сектор, локалната самоуправа и јавното комунално предпријатие да дојдеме до едно партнерство и една решение кое што ќе биде трајно за сите генерации понатаму. Активностите ги се планираат со едукација на самите жители, пред се во делот на примарната селекција на отпад. Отвараме простор за комуникација, за предлози, за потреби на самите граѓани, за да може да излеземе во пресрет на сите тие потреби нивни и преку заеднички акции, нели како и денешнава, да пристапиме кон чистење и средување на територијата на цела Преспа. Инаку дополнително во делот на ЕУ за Преспа, со добивањето на нови возила во јавното комунално предпријатие, планираме
покривање на територијата на целокупната територија на Преспа и онаму на најмалите места каде што досега не се подигал отпад, да почне да се подига отпадот. Втората работа е селектирањето, нели, го спомнав, на отпадот, компостирањето, го спомна градоначалникот, и ред други активности кои што ќе придонесат кон на крајот помал отпад носење на регионалната депонија во Новаци, која што во наредните години треба да ни следи. Акцијата за чистење е поддржана од Еко Герила Преспа, кои сметаат дека главен проблем за трупањето отпад е ниската свест кај жителите. Но со ова чистење, велат, Преспа се буди, а целта, додаваат, е да и се врати стариот сјај и да ја оставиме блескава и чиста за идните генерации. Преспа од денес почнува да се буди за почиста и поубава животна средина. Сакам да кажам дека ние како Еко Герила Преспа 10 години работиме на проблематиката со отпад комунален и диви депонии и сметаме дека ова е начинот да се канализира и нашиот труд и поддршката од локалната самоуправа, од јавното комунално предпријатие и секако европските фондови. Ја поздравувам оваа можност која што ја добивме и се надевам дека за прв пат можеме да направиме едно вмрежување од бизнис сектор, локална заедница, граѓански сектор, институции и сите да покажеме колку многу ја сакаме Преспа и да си ја донесеме во еден сјај каква што ја паметат минатите генерации, а да ја оставиме така чиста на идните генерации. Кампањата Преспа разбуди се за чиста средина ќе вклучува низа едукативни и практични активности во наредните месеци, како дискусии со населението, фармерите и бизнис секторот, теренски акции, јавни настани за подигање на свеста, активности во училиштата и медиумски содржини.